Во доцните вечерни часови одбранбената позиција на гасителите на пожарот кај селото Тракање посетија лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во придружба на централни и локални сопартијци, кои откако ја согледаа ситуацијата изјавија: Добро, состојбата е тука алармантна од ова што можеме да забележиме. Кога дознав за состојбата, веднаш се упатив да дадеме морална поддршка и да се помогне колку што може, да се алармира, да се повикаат надлежните, да реагираат, да не остават, што се вели, на природата сама да се справува со оваа огнена стихија. Сега сме овдека на целото Тракање, ситуацијата во моментот е стабилна. Армијата, гледам, армиските сили се тука присутни, само што пристигна. Да се надеваме дека ветерот нема да го промени правецот и да ги загрози првите куќи во селото. Она кое што можам да го апелирам до надлежните е да престанат да слават, да ги трошат државните пари, туку да дојдат овдека и да помогнат и да ги искористат сите расположиви ресурси да не го изгориме Кочани поради нивната неспособност. На реакциите дали имало доцење во интервенцијата на поедини служби и Мицковски со одговор? Интервенцијата не само што е задоцната, но одговорност ќе бараме од утре. Денеска сме тука да помогнеме и не би сакал да коментирам во таа насока. Денеска уште двајца представници на партискиот врв на ВМРО ДПМН престојуваа во Кочани каде извршија обиколка на опожарениот терен, пошто дадоа изјави за медиумите. Денеска наместо одговори од власта ќе бараме одговорност и затоа сме тука баш на лице место да се види оваа страотна апокалиптична состојба која што ги стрефи вчера граѓаните на Кочани, и тоа само заради една единствена работа, тоа е заради неспособноста, некоординираноста на власта и нефункционалноста на институциите. Не постои човек во држава што се чувствува безбеден дека Стојанче Ангелов или било кој друг од владата ќе му спречи било каква елементарна непогода. Не постои таков човек. Пратеникот Миле Левков ја критикуваше власта и Центарот за управување со кризи, при што побара нивни оставки. Меѓутоа, цела Македонија треба да се свести дека сите кои што се одговорни треба да се ја сватат посериозно работата и ние како опозиција не смееме да премолчиме и не смееме да оставиме граѓаните сами да се справуваат со вакви стихи, затоа што навистина ниту се спремни, ниту имаат логистика и ние како опозиција единствено што можевме е да излеземе како обични граѓани, како што реков, со лопат или со кофи да се бориме колку што можеме со огнената стихија, меѓутоа верувајте ми, тоа не е никакво решение. Ова што му се случи вчера на Кочани може да му се случи на секој друг град. На новинарско прашање што би направиле доколку дојдат на власт, Димчо Арсовски одговори дека е потребен генерален ремонт и системско решение на проблемите за во такви кризни ситуации да се действува брзо и ефикасно.